Здраво, ова е шестото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци. На денешниот репертоар е Лавлес, на Андрес Вијакинцев, а во Нељубов Женја и Борис се разведуваат затоа што нема преостанато ни трошка љубов меѓу нив. Се наоѓаат на руините на бракот, при што секој од нив започнува нов љубовен живот со друг партнер, но во равенките на иднината никој не го пресметува нивниот 12 годишен син Алјоша, кој наеднаш мистериозно исчезнува, иако неговите родители се однесуваат како да престанал да постои уште пред да исчезне. Должност на родителите им е да ги заштитат нивните деца, да се грижат за нив и да овозможат да пораснат во здрава животна средина, затоа што таа ќе биде круцијална во нивниот понатамошен развој. Таков не е случајот и во овој суров филм, кој не ја премолчува безгрижноста, незаинтересираноста и аверзијата на родителите кон нивното дете, кое за нив не представува ништо повеќе од еден потсетник на згаснатиот жар на љубовта, минорна дискрепанца во нивните зацртани планови, која никој не ја посакува. Подготвени се да го продадат станот и да се придвижат по различни патеки, но нужното прашање кое се наметнува е во кој автомобил има место за непосакуваниот Алјоша. Децата понекогаш изведуваат јалов обид на исчезнување да ги загрижат родителите со каузална цел да ги зближат во заемна потрага, но понекогаш некој брак има толку многу пукнатини што сопружниците повеќе не ни го говорат истиот јазик, а тој дефицит на заемно разбирање и почит јасно се забележува во сцената во автомобилот кога свири металкор бендот, при што евидентен станува раздорот на родителите кои немаат здрава комуникација. Овој сув филмски реализам е граден со спори и долги кадри во кои им се отстапува простор на актерите да пробаат да ги убедат гледачите дека тие само сакаат нова можност да се заљубат во некој друг, затоа што доволно долго робувале во бракот полн со нељубов. Се запознаваме со ликовите во зајадлива позиција, со токсична реторика, што дискутабилно е колку воопшто се способни да сакаат. Една од разноврсните теми кои ги начнува филмот е констатацијата за дигитализираните деца кои ја имаат напуштена Русија и не чувствуваат потреба да им се вратат на родителите. Комуникацијата преку екран им е сосема доволна. Ликот на Женја го компензира отсуството на таткото со повозрасен љубовник и идеалот на западниот живот присутен во декорот на интериерот на неговиот стан, а поранешниот маж се држи до рускиот традиционализам и себејниот идеал, иако не е ништо друго освен бледа, пробојна фасада, која крие многу премолчени трауми. Изгубеното дете има своја алегорија со врвката и дрвото на почетокот и на крајот на филмот, како и во празната зграда која сведочи за одамнешен раскош, а сега има само потопен мебел и цидови. Ароганцијата, егоцентричноста и кариеризмот ги имаат главните улоги во филмот, а во случајот на Женја забележлив е репетитивен однос на пресликување на нездравата релација која има со незината мајка, забележлива по посетата на незиниот дом. Меѓутоа мајка Русија пропагандистички џогира кон новата, навидом подобра иднина. Сопругот повеќе е загрижен што ќе рече директорот или колегите ако им се соопшти дека ќе се разведе, отколку за благосостојбата на неговиот син. Едното љубовно дубло е исполнето со празнина, молк и дискомуникација, а во другото изфрустираниот татко ја повторува негрижата кон новороденото дете. Во таа конотација мистеријата и исчекувањето за пронаоѓање на синот е неподнослива и секого би го довела до работна агонија со никаква намера за комплетно обелоденување. Sleepwalking на Bring Me The Horizon тече од автомобилот и една тема на Arvo Part е забележлива во филмот, а остатокот на филмот е молчелив, како да нема зборови со кои може музиката да ја опише трагедијата на која ја сведочи. Тежината на еднонасочената приказна бара ликовите да бидат еднодимензионални, затоа што никогаш не биле казнети за нивните животни избори, но некои рани оставаат неизлечиви лузни до крајот на животот,
а собата на Алјоша ќе исчезне, иако лентата со која се играше ќе ја чува духот на дрвото. Едноставно, немаат сите родители интерес да си играат со децата во снегот. Некои сметаат дека селфијата и сурфањето на социјалните медиуми на мобилниот телефон ќе им ја исполна самотијата и окуражот. Зијагинцев пред 3 години ни го понуди мамутот од филм Левијатан, сведочејќи дека тој е еден од режисерите кои подеднакво време отстапува на душевните јами на ликовите и на нивниот сооднос со државата. Иако нелјубов е поблизок до предходниците на Зијагинцев Елена и The Punishment, поради семејниот сооднос пред се, отколку социокритичниот Левијатан, оваа година режисерот произведе ситуација на ултимативна омраза, огорченост и самолюбиве, кое кулминира во една потресна процедурална сцена во мртовечницата, кога ликовите се кршат во мигот кога се соочуваат со шлаканиците на реалноста за природата на губитокот. Студенилото на човечките односи е блиско со бројните ликови на Ханеке, а Бергман поминувал во слична филмска разводна фаза во Scenes from a Memory, а Жулавски во Possession. Гледачот сака да ги казни овие ентитети, па неговата одмаз да ја извршува самиот режисер, иако секојаш во неговите филмови постои простор за сомнеш. Се надевам дека Нелјубов ќе биде во потесна конкуренција за Оскарот за неанглиско говорно подрачје, затоа што толку разорна приказна со визуелно бледило кое се одвестува на безнадежните ликови, одамна не сум погледнал од источниот блок на синеасти. Овој траурен филм е локализатор на чинителите на дисеминацијата на семејната заедница, која впрочем треба да представува јадро на општеството, меѓутоа со испразнети вредности. Ако морам да му судам на филмот, од мене ќе добие 4,5 од 5. Доколку ви се допадна 6-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по старите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!